незиното дело. Мајка Тереза беше целосно посветена на пренесување на гласот на Бога, без да прави разлика во однос на припадноста, религијата или расата. Во основата на незините иницијативи беа секојдневните прослави за светите миси, молби, молења и огромниот дух на универзалната љубов да го посвети својот живот на Бога, Исус Христос и на сиромашните. Незиното херојско дело представуваше представуваше сликата во црквата и пред светот. Во 1979 година ја доби Нобеловата награда за мир, со која што беше и признаена од целиот свет. Иако беше целосно изнајмоштена, целосно со својот дух беше посветена на своето дело. На 5 септември 1997 година почина во мир, во целосен мир и блаженство. Прекрасна фраза, одлична слика која што го презентира незиното дело и незината светост. Ова е особен настан кој што го следиме имајќи го во предвид незиното големо дело. Сега папата би требало да го назначи почетокот на самиот настан. Гледаме овде имаме особено горди сестри, представнички на незиното сестринство во специфичните сари со плави линии. Има повеќе од 200 представнички. Тие дел од нив се овде присутни, останатите мораа да продолжат со своето дело. Има повеќе од 300.000 сестри, знаеме, но дел од нив се овде. Ut Beate Mariae Virginis et omnium sanctorum suorum intercessione, sua gratia sustiniat id quod solemniter acturisumus. Почитувани браќа и сестри, да ја посветиме нашата молба на Бог, кој што би требало преку Света Марија да ни помогне да останеме посветени на овој свечен чин, да ја слушнеме молитвата. Официјалниот почеток на процесот на канонизација на мајка Тереза. Според информациите кои што ги добивме преку нашиот партнер Ройтер, само во 8 часот на плоштадот Свети Петар имало повеќе од 30.000 луѓе. Информациите кои што ги добивме ни потврдија дека се продадени повеќе од 100.000 билети за луѓе кои што сакаат да присуствуваат на самиот чин. Самиот плоштад всушност собира околу 75.000 луѓе, што е половина од вкупната бројка на продадени билети. Нашите колеги се присутни од телевизија Нова на самиот настан, заедно со други 125 представници на телевизиски куќи од целиот свет. Има околу 600 новинари кои што се акредитирани и овие бројки говорат и ни покажуваат големината на овој настан, овој чин, единствен, имајќи во предвид дека досега нито едно лице по потекло од Република Македонија не било прогласено за светец, особено што ова лице, иако доаѓа од Република Македонија, сепак е светски признаена и
во целата она незина биографија, каде и да одела мајка Тереза, секогаш се споменувало незиното место на потекло, односно Република Македонија. Според информацијата која што имаме, според историчарите, мајка Тереза, роденото име на мајка Тереза, Агнес Гонџа Бојаджију, всушност ни укажува дека има албанско потекло. Незините родители се доселиле од Призрен во Скопје. Таа го изгубила својот татко на релативна млада возраст од околу 9 години. Останала заедно со својата мајка и сестра, кои што целосно се го посветиле својот живот на Бога, биле припаднички на католичката вероисповед. Според историчарите, мајка Тереза била ревностна и секојдневно ги посетувала мисиите и настаниите во католичката црква, која што во тоа време во Скопје се организирале. Била препознаена како личност со ведар дух, личност која што сакала да помага и личност која што целосно со своето срце се посветила и целиот свој живот го посветила на оние кои што имале потреба од помош и поддршка. Според податоците, всушност, процесот на канонизација на мајка Тереза е по забрзан редослед, имајќи во предвид дека септември оваа година се навршуваат 19 години од незината смрт. Она што е особено интересно е незиниот пат до Калкута, каде што и се стекнала сожителство, иако цело време го споменувала своето потекло од Република Македонија. Интересно е што веќе на 12 години станала свесна за незината мисија во животот пред неа и цврсто одлучила да го следи католичкиот ред на Орденот на сестрите од Лорето, преку кој што заминува во Ратфарн во Ирска, каде што прво го изучува англискиот јазик и целосно се го посветува својот живот на Бога. Она што тековно всушност се случува имајќи во предвид дека Орденот на сестрите од Лорето ја имале Индија за фокус како една од земјите каде што имало најголем број на луѓе на кои што им била потребна помош и поддршка. Мајка Тереза всушност се одлучува да оди во Индија, земја каде што било во тој период и најтешко да се работи. Заминува пред да замине во Индија, практично го прифаќа името Тереза од Лизио и дава завет во 1937 година дека целосно ќе го посвети својот живот на Бога. Во тоа време таа почнува да работи како учителка во Калкута и во период од 20 години мајка Тереза предава географија на децата кои што живееле во Индија и решава да создаде свој круг на сестри, кој што на почеток броел само 13 члена. Повторно се вклучуваме во изјавата папата. Господ Бог, ве молам да ги прифатите нашите барања и да дадете придонес за големината на вашата црква преку Исус Христос. И сега всушност следува самиот процес на канонизација. Формула која што се следи, има доста интересни настани и факти кои што се поврзани со процесот на канонизација. Станува збор за еден сложен чин кој што вообичаено се случувал, но се до 1234 година црквата, католичката црква, немала формален процес за прогласување на канонизацијата. Во името на Светото Тројство и спроведувањето и реализирањето на католичката вера, изголемувањето на тековниот живот, совластувањето кој што го имам од Бога и светите апостоли Петар и Павле и мојот собствен, после целосно разгледување и целосно размислување и советувањето на големиот број од моите браќа, ја прогласувам за света мајка Тереза од Калкута, ја вклучуваме во редот на светците, имајќи во предвид вредноста која што ќе добие и вниманието од целата црква и во името на Таткото
in и nomine Синот, Patris et Filii и et Светиот Spiritus Дух. Sancti. Amen. Ја прогласувам за светец. Ова е аплауз кој што започна дури пред папата да ги изговори официјалните говори официјалните зборови за да ја назначи мајка Тереза за светец. Сега ја гледаме големата слика на мајка Тереза која што е поставена на централниот дел од јужниот дел од плоштадот Свети Петар. Благодарение на редот од Индија кој што соработува и работеа со американските ликовни уметници, успеа да го направат ова дело, еден од придонесите кои што се случи овие денови, прикажување на мајка Тереза, ликот на мајка Тереза со она насмевка која што се шири наоколу и нуди мир и блаженство. Секогаш кога и да ја погледнам оваа слика, секогаш ми нуди можност за да се смирам и духовно. И ова е процесијата на пренесување на реликвиите. Она што е интересно е овој процес кој што е карактеристичен за процесот на канонизација. Всушност ова е слика на крвта на мајка Тереза која што се нуди како, според описите и правилата на католичката црква, се нуди како жртва на католичката црква, имајќи во предвид целата енергија која што ја добивала од Исус Христос, од Бога. Ова е незината жртва, незиниот дар, кој што се чува во специјален сад и се нуди како поклон. Значи, ова се и двете сестри кои што ги носат остатоците, односно од мајка Тереза. Двете сестри е интересно што она постарата всушност е прва меѓу првите кои што била примена во незиниот круг во сестринството. Ова е особен чин. Еве го и нашето знаме, македонското знаме. Всушност, остатоците кои што се пренесуваат како дар е само некоја капка крв, остаток кој што се чува од неја, кој што се нуди. И има парчиња дрва внатре кои што се земени од различните земји, кои што се донесени од различните земји, каде што функционира сестринството на мајка Тереза. Еве го повторно незиниот лик, делото, прекрстените раце и блажената насмевка на мајка која што смирува. Ова всушност ова е чин кој што ни нуди можност Македонија да биде особено горда на делото на мајка Тереза. Се сеќавам на дел од работите за кои што таа зборуваше: чисто срце, слобода да се дарува, слобода да се љуби. Тоа се беа незините омилени фрази за време на службите кои што, значи, чисто срце кое што служи да се пренесе љубовта и кон Божеството, кон Бога. И тоа е всушност се и одликите, бело-плавата боја која што всушност е избрана за специфична одлика на сарито кој што го носеа незиното сестри всушност се и символика на фразите кои што таа ги промовираше. Например, мајка Тереза среде војна во Берут успеа и да отвори сиропитилиште за да им помогне на сиромашните луѓето кои што беа во неволја среде војна. Никој во нито еден момент не постави прашање, ниту го стави под знак прашање незиното дејство. Убавината на целиот нејзин живот и активностите кои што ги спроведуваше, ги реализираше, всушност се карактеристика и одлика на
самата личност на мајка Тереза, која што цело време, цел свој живот го посвети на Бога. Повторно ги гледаме остатоците кои што телото на мајка Тереза, тоа е значи некоја капка крв која што споменавме, на крст на кој што е опточен со белоплаво боите, кој што се и одлика на Сарито, на незиното сестринство. Nomine Sancte Ecclesiae, en ixas gratias ago, de pronunciazione Свети Бог, во името на Светата Црква ви благодарам за објавата која што ја направивте и ве молам да се насочи действото, да се продолжи действото на мајка Тереза по оваа канонизација. И папата одговара, ние ќе му служиме на Бога. Со ова всушност и се завршува официјалниот, формалниот дел на процесот на канонизација. Иако навидум е сложен, сепак самиот процес на канонизација е релативно краток и фокусиран. Она што е особено интересно, што всушност процесот на прославување и одбележување на канонизацијата ќе продолжи уште неколку денови во септември, за да се одржат оние редовни мисии кои што ќе бидат посветени на мајка Тереза, имајќи во предвид дека делото на мајка Тереза ќе се одбележува, односно делото и чинот на прогласување на канонизација ќе се одбележува во целиот свет, имајќи во предвид дека таа беше присутна во повеќе од 100 земји преку директно или преку представнички на своето сестринство. Она што е особено специфично интересно е фактот, како што напоменавме, дека до 1234 година црквата немала формален процес и лицата биле прогласувани за свети или за светци од црквата за време на нивната смрт. По официјалната легализација всушност се донела одлука всушност процесот на канонизација да започне по смртта на лицето кое што е предложено за светец. Црквата ја согледала потребата да го заостри овој процес и воспоставила многу специфични правила кои што се делот од овој процес, иако не секогаш низ историјата се почитувале овие правила, често пати имало примери каде што лица кои што биле неморални или не оставале добар впечаток пред во општеството, ниту пак правеле добри дела, сепак биле прогласувани за светци, но затоа во 1234 година папата Григор IX ги воспоставил процедурите за канонизација, со тоа што лице кое што е кандидат за светец морало, едно од правилата било, морало во текот на својот живот да има направено неколку чуда. Со тоа што веќе во 1588 година папата Сикс Пети на конгрегацијата на ритуалите, односно совет кој што бил воспоставен од Светата столица, подоцна бил наречен конгрегација за причините за светителите, биле всушност оние на кои што им бил доверен процесот на надгледување, односно процесот на идно канонизирање. Со тоа што веќе во 1634 година папата VIII ги ревидирал и ги подобрил нормите и правилата, воедно и процедурата за канонизација. Ова веќе папата да се помолиме. Deus, perque nobis et redemptio veni et prestatur Бога, славен Богот на кој што му се молиме и добиваме подршка. Оние кои што ќе живеат со името на Бога да добијат вистинска слобода и вечен спомен. Свет Исус Христос кој што живее преку својот син, еден Бог за сите, еден и единствен. Амин.
Сега ќе преминеме кон читање на литургијата, која што е дел од редовната неделна миса која што се организира на плоштадот Свети Петар, која што редовно се случува. A reading from the book of wisdom. Она што е интересно е да се спомене дека процесот почитуван Бога, кому кој може да ја прифати, оние кои што може да ја прифатат Бога, волјата на Бога, одлучувањето и нашите намери кои што се честопати нестабилни, за телото кое што пополека исчезнува и се уништува, ја притиска дугата, го притиска телото да исчезне, духот го напушта. Тешко е за нас да разбереме што е она што е на земјата. Доволно свесни да успееме да осознаеме што е на нашиот дофат, што е во нас, кој е оној што може да разбере пак што се наоѓа во рајот. За вашите намери, кој за ваша цел, кој би можел да научи доколку ние немаме добиено мудрост и знаење од Светиот Дух од небеса, па така да ги следиме патеките на оние кои што се славни и да ги зајакнеме, нивните насоки и нивните воли. И да ги учиме луѓето да бидат да се чуваат и да бидат заштитени од мудроста. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. Ова е делот од редовната миса која што Светата столица ја организира секоја недела. Денешнава миса е посветена токму на процесот на прогласување на мајка Тереза за светица, имајќи во предвид дека представува особен чин и секој од оние светците, оние лица кои што се прогласени за светци всушност добиваат миса која што е целосно посветена на нив и на нивните дела, се воспева нивниот живот, она што го направиле и придонеле за човештвото. Она што е особено интересно е самиот процес на канонизација, како што веќе напоменавме. Самиот процес на канонизација пред да дојде до официјалниот чин прогласување на лицето за светец или светица, всушност представува еден подолг процес според новите правила кои што споменавме, биле воведени во 1234 година. Лице кое што се прогласува за светец може да биде само она лице кое што е веќе починато и во текот на својот живот особено се истакнале, направиле добри дела и при тоа народот забележал чуда, така наречени чуда, кои што всушност се резултат на нивниот живот и начинот на кој што живееле. Во случајот со мајка Тереза имаме исто така неколку чуда кои што биле веќе потврдени. Самиот процес на канонизација
започнува со тоа што првото ниво, лицето се прогласува за слуга на Бога или Божи слуга, се здобива со оваа титула уште во периодот на својот живот. Интересен е фактот што за лица да може да бидат прогласени за светици или свети лица, потребно е она што особено значајно е, може да бидат прогласени само 3 типа на луѓе, односно испосници, маченици или девици. Конкретно за испосниците, она што е особено битно е во текот на својот живот да имаат направено неколку чуда, додека за мачениците и за девиците процесот на потврдување на чудата се прескокнува како постапка. Откако лицето ќе биде прогласено за Божи слуга, всушност се формира комисија која што во рамките на Светата столица, всушност во рамките на Светата столица, во рамките на Ватикан се определува комисија која што треба да го испита дејството, односно животот и активностите кои што се препишани на ова лице. Во овој период комисијата е составена од Querido hermano, yo, Pablo, anciano y ahora prisionero de Cristo Jesús, ова е дело, чувство, се зачувствуваме со вас и за детето во нас и Светиот Бог кој што е присутен во нас. Ви испраќам молба да се зачуваме. Би сакал да го задржам во себе како замена, да ми помогнете додека сум во рамките нова процедура и ја пренесувам светата порака. Не би сакала да ве принудам на дејства, но сепак знам дека тие ќе излезат од вашето срце и ќе нема повеќе да бидете слуги на своите тела, туку едноставно на Бога. Вие, браќа, сестри, по кои што сме браќа и сестри по Бога, единствениот Бог, иако имаме заеднички цели, вие сите сте добре дојдени, онакви какви што сте, посветени на Бога и љубовта кон Бога. Ова веќе беше говорот на сестрата, представничка од сестринството на Мајка Тереза, како што кој што ни ја пренесе пораката на нивното сестринство. Рековме, процесот на канонизација е малку посложен процес, кој што доколку конгрегацијата ќе се состави, ќе одлучи всушност, се проверуваат делата на личноста која што е предложена за свето лице. При тоа, вториот чин кој што го добиваат, или втората позиција е лицето се прогласува за преподобен, односно достоинствен, и веќе до оваа фаза чудата не се разгледуваат. Она што е многу интересно е веќе за следната фаза, за фазата кога лицето ќе биде прогласено за благословен или за свето, всушност потребно е да се разгледаат чудата кои што им се препишале, односно се верува дека токму ова лице ги направило. При тоа би сакале да слушнеме делот прво од самата церемонија. Нека вашето лице свети со љубов и научете ме на вашето знаење. Служениците, всушност службениците во оваа мисија се представници на заедно со отецот Брајан, кои што се представници на редот. Сестринството во нашиот случај, редот на Мајка Тереза. Реков, с некое лице да биде прогласено за светец, потребно е да
има извршено неколку чуда. Оно што е многу интересно е постојат 3 типа на чуда кои што меѓусебно се испреплетуваат. И она што е особено интересно е што во рамките на конгрегацијата покрај представници на црквата имаме и представници официјални на редот и на државата, односно најчесто станува збор за група на лекари, доктори, конзилиарни структури, воедно представници на власта кои што всушност ги проверуваат делата кои што се препишани на ова лице, се смета дека ги направиле. При тоа реков, за да биде едно лице прогласено за веќе за благословно, односно за блажено, веќе лице, овој чин всушност настанува по самата смрт на тоа лице, кога конгрегацијата заедно со група на официјални представници на власта ги испитува чудата кои што се смета дека ова лице ги има направено во текот на својот живот. Станува збор за 3 типа на чуда, како што споменав. Станува збор за семион, терас или дунамис, кои што меѓусебно се испреплетуваат. Семион всушност означува знак, терас е во вистинска смисла на зборот чудо. И дунамис, кој што всушност се нарекува мок или способност. Така да најчесто се користат, во Библијата се користи дефиниција за чудото е необичен настан, додека кој што е потврдено преку некоја божествена порака или знак со помош на некоја необична мок, тоа би било всушност најприродното. Во обичниот јазик всушност тоа се мокта, она што е потврдено надвор од мокта на медицинските и физичките науки. Ова е веќе мисата која што ја следиме, посветена на Мајка Тереза. Секој кој што го носи крстот може да ме следи. Оние кои што го немаат крстот со себе не може да бидат мои следбеници. Всушност, сите вие кои што сте овде, дали имате цел, желба да направите кула до Бога, може би ке треба прво да седнете и да размислете дали имате доволно материјал и знаење за да го изградите патот кон Бога. Во спротивно, ке се најдете на половина пат со незавршена работа посветена на Бога. Во спротивно, ке зборуваат за вас, еве го човекот кој што сакаше да изгради кула до Бога и не можеше да ја изгради, остана на половина. Или пак примерот со Бога примерот со кралот кој што напредува кон туѓата територија со 10.000 луѓе, војска позади себе, без да размисли дека противникот од другата страна има дупло повеќе војска од него. Треба да седне и да размисли, затоа што само на половина пат ке успее во својата намера. Она што сакам да ви го кажам на сите вас е да размислите за својата способност, за своето знаење. Ајде да го погледаме поглавието 14, од 23 до 34, папата Франциск. Значи, еве на грчки кај ја слушнеме, овој пат на грчки кај ја слушнеме, многу ретко, многу специфично. Вајда претпоставуваме дека е одлика на Новиот Завет. Се молиме на вас, Бога,
Да се вратиме на процесот на канонизација, кој што, како што споменав, иако формалниот дел е многу едноставен, во кој што епархот кој што ја предводи конгрегацијата, всушност достава усмено барање до папата за одредено лице да биде прогласено за светец, она што го видовме, и папата бара потврда за резултатите кои што конгрегацијата на Светата столица всушност ги добила, го испитала нејзиното или неговиот живот, и воедно се прогласува по нивна потврдна одлука, се прогласува лицето за свето и се одржуваат одредени мисии. Сепак процесот до формалната конгрегација не е така едноставен. Иако првите два чекора кои што ги објаснивме, ή να μη ποτέ δέντος αυτού θεμέλιον και μισκίοντος, εκτελέζε πάντες οι θεωρούντες, άρχσονται αυτό εμπέζειν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξατο, οικοδομήν και ο κίσκησεν εκτελέζε. Ή της βασιλεύς πορευόμενος εταίρο βασιλής συμβαλήν, иако првите две процедури се едноставни, сепак моментот кога треба лицево да се прогласи за блажен или благословен, тогаш всушност станува главното испитување кое што го спроведуваат представниците на конгрегацијата, се испитуваат чудата и делата. Она што е одлика на првите два чина всушност е лицето да лицето кое што е прогласено за Божи слуга или достоинствен треба да има направено добри дела, да биде признаено меѓу народот по своите позитивни и добри дела кои што ги прави, но при тоа ова лице не смее да има изградено култ. Доколку народот изградил култ во име на ова лице, тогаш ова лице не може да продолжи понатаму да биде дел од процедурата. Во моментов на прогласувањето на лицето на блаженство, всушност, веќе мора да имаме потврдено едно чудо. Она што го споменав, има 3 типа на чуда, кои што лицето се претпоставува дека ги има направено. Во овој случај, потврдените чуда му овозможуваат да се продолжи процедурата за канонизација, односно по потврдувањето на второто чудо, тогаш веќе лицето може да биде прогласено за свето лице. На процедурата, самите настани кои што се случуваат, дел од формалните настани кои што се дел од канонизацијата. Ова се случува во очекување на говорот на папата. Она што е особено интересно е да напоменеме, како што веќе споменав, во процесот на канонизација мачениците и девиците не им се препишуваат чудо и тие веднаш пременуваат на процесот на канонизација. Ова веќе е сликата на мајка Тереза која што стои пред плоштадот во Свети Петар. Del libro della Sapienza che abbiamo ascoltato nella prima lettura
Папата Франциск започнува со говорејќи за книгата на мудроста. Првото читање кое што ги имавме денес, кој може да учи од советите на Бога и мудроста. Од првото читање на Папата Франциск може да научиме дека нашиот живот е мистерија и дека го немаме клучот за разбирање на животот. Секогаш постојат два протагонисти во историјата, човекот и Бога, и нашата задача е да научиме од неговата волја. Но за да ја сториме, за да спроведеме неговата волја, мора да се запрашаме што е волјата на Бога во мојот живот. Одговорот ќе го најдеме во истиот дел од книгата на мудроста. Луѓето се научени она што ги прави среќни. За да ја спроведеме волјата на Бога, мора да се запрашаме што го прави Бога среќен, што би го задоволило. Во многу прилики се спишува што би го направило Бога среќен. Бога сака милост, а не жртва. Бог е задоволен од секој чин на милост, затоа што меѓу браќата и сестрите се препознава лицето на Бога, кое што никој не може да го види, но се гледа. Секој пат кога ќе подкрекнеме на потребите на нашите браќа и сестри, му даваме на Исус храна. Помагаме и го посетуваме Синот Божи. Abbiamo toccato la carne di Cristo. Го допревме телото на Бога, на Исуса. Ciò che invochiamo nella preghiera e professiamo nella fede. Non esiste alternativa alla carità. Не можеме да ги преведеме во дела нашите молитви, нашата вера, но и не постои алтернатива за милостината. Оние кои што им помагаат на другите, дури и кога не знаат другите, кои што го сакаат Бога. Христијанскиот живот не е само да се подаде рака тогаш кога е потребна, туку е доколку е само тоа, тогаш сигурно е само израз на човековата солидарност. Но е стерилна затоа што има недостаток на корени. Задачата која што ни ја дава Бога е глас на милостието. Секој од следбениците на Исуса ги става своите потреби, својот живот пред Бога и во служба на Бога. Слушнавме во говорот многу за Бога денес и ова голема толпа пее во голем број следбеници. Тука се собравме за да покажеме милостина, да ја пееме. Вие сте толпата која што го следи Спасителот и која што ја покажува неговата љубов за секоја личност. Ги повторувам зборовите на Павел. Добив многу љубов од вашите зборови, затоа што срцата на светците се исполнети преку вас. Колку срца се утешени од исполнети од волонтерите, колку солзи избриша, колку љубов беше проширена во несебичната мисија и служба.
оваа служба дава глас на оние кои го немаат и им помага на сите оние на кои што им бе потребно тоа. Следење на Исус е сериозна задача, но исто така е задача која што ве исполнува со радост и среќа. Потребно е многу храбро за да се препознае волјата на Бога и да се предаде на неговата служба и на неговата волја. За да се стори тоа, оние кои што поради љубов кон Исус не очекуваат ништо за возврат, туку се одрекуваат од се во ова затоа што откриле вистинска љубов. Секој од нас може да каже дека Господ е тука за мене, на моje ниво и е службеник на моите потреби, дали јас треба да му се подадам со сета своја верба, дали Бога постои и младите луѓе кои што имаат поинакви вредности пред сите имигранти, пред бегалците, пред оние кои не можат да се, пред безпомошните, оние кои што не можат да се бранат, пред децата, пред постарите. Секогаш кога некој ја бара нашата помош, бара да му подадеме рака, за да стане. Тука нашето присуство и присуството на црквата, која што пружа помош, секогаш мора да биде тука. Да се сеќаваме на ова кога кај зборуваме за нашиот Бога кој што пружа рака кон нас, кога сме слаби, кога буквално сме паднати на земја. Мајка Тереза во сите аспекти на својот живот беше благородна и посветена, достапна на сите, отворена да помогне во одбрана на животот на луѓето, на оние неродените, на напуштените и обесрамените. Таа беше целосно посветена на промовирање и чување на животот, но најмалите, на оние најранливите, вклучувајќи ги и неродените. Таа се поклонуваше пред оние кои што беа оставени на улица да умрат сами. Во нив го гледаше достоинството на Бога кое што им беше дарено. Застануваше пред нив, се поклонуваше, им даваше мок. Иако честопати беше обвинувана дека всушност се фокусирана и насочена кон одржување на оваа состојба. Пред криминалот, сиромаштијата, тогаш таа добиваше сила. Мајка Тереза, за неа всушност милосредието беше енергија, која што и даваше живот. Всушност беше светлина во темниот живот на оние кои што нема ниту капка солза веќе во нив, да пушта да протече за тешкотиите со кои што се соочувале во својот живот. La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali permane ai nostri. Незината мисија во однос на начинот на живење до ден денешен представува сведочење за помошта која што е нудела на најсиромашните од сиромашните. Подадената рака на бедните, денес ја пренесувам, ја споменувам ова слика на жена, ја посветувам на целиот свет на волонтери, сите оние кои што работат непрекинато, нека биде таа ваш модел за вашата мисија која што имате на земјата,
Иако може би имавме некои потешкоти за да ја наречеме Светица Тереза, Feconda che spontaneamente continueremo a dirle Madre Teresa. со голема спонтаност јас верувам ке продолжиме и понатаму да ја нарекуваме Мајка Тереза, она што името по кое што беше позната, иако денес ја доби титулата Светица. Operatrice di misericordia, ci aiuti a capire sempre più нека оваа личност на Мајка Тереза, која што неуморно работеше, да ни помогне во нашиот живот понатаму, дека единствениот критериум кој што треба да го имаме пред себе е слободната љубов која што е дадена без никакви обврски, без разлика на јазикот, религијата или расната припадност. Мајка Тереза сакаше да кажува, може би јас не го зборувам нивниот јазик, но можам да се насмевнам, да ја пренесеме незината насмевка во нашите срца и нека не биде водилка за нашиот живот. Да ја продолжиме незината, да ја пренесеме нашата насмевка во нашите срца и да ја понудеме на оние кои што имаат потреба, особено оние кои што страдаат. На овој начин се отвараме нови хоризонти на радост и надеж за многу браќа и сестри кои што се обесхрабрени и кои што имаат особена потреба од разбирање и поддршка. Каков прекрасен, краток, фокусиран говор за животот на оваа жена. Сега неколку моменти за тишина во која што ќе се посветиме, ќе ја пренесеме насмевката и незината мудрост во нашите срца до целиот свет.